Следува целосното интервју на Сунчица Николовска со првиот човек на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Кои се првите чекори и проекти кои ќе ги има ССК со вас како прв човек на комората, како до подобрување на бизнис климата во земјава и отстранување на бариерите за работа на компаниите? Со моето доаѓање на позицијата председател на Сојузот на стопански комори, почнавме еден процес на осовременување на внатрешната структура, исто така и процес на дигитализација, и се трудиме да ги интензивираме интернационалните врски и конекции кои ги има навистина Сојузот во изминатиот период. Реформи, осовременување и капитални инвестиции. Тоа се три работи кои ние ги очекуваме како бизнис сектор ден порано да се случат и што е можно во поголем број. Здравствено-економската криза која трае еве скоро 2 години предизвика сериозно засегање на стопанството. Кои се клучните проблеми со кои се соочуваат македонските фирми? Пандемијата створи навистина големи проблеми во секојдневното работење на компаниите. Од прекинување на светските ланци на снабдување, многу производи, нивните цени скок на навистина драматично. И лани мислевме дека во почетокот на оваа година или до септември месец ќе се нормализира состојбата. Мислам дека можда до крајот на 2022 доколку се врати на нормално ниво би биле навистина среќни. Во однос на подобрување на состојбата мислам дека пред се би ни годело навистина доколку капиталните инвестиции, дигитализацијата, скратување на административните процедури. Навистина имаме тука проблем со многу административни процедури, работи кои би требало да се добијат за неколку часа, ние не ги добиваме за неколку месеци и тука би апелирале да се промени состојбата. Генерално мислам дека во моментов достапноста на свежи средства од банките, тука би ја пофалиле и МПБР, гледам дека има одредени современи продукти кои во моментов ги промовира како гарантни шеми, се со цел да се охрабрат компаниите да инвестираат се повеќе и повеќе. Значи сметам дека достапноста до ликвидни средства во овој момент не е прашање за дискусија. Одлуката за замрзнување на цените на прехранбените продукти ќе ја предлабочи кризата, со ваков став излезе Сојузот на стопански комори. Ќе предизвика ли мерката ефект на празни полици и какви се препораките од бизнисот за да не дојде до отпуштање на вработените и прекин на производството? Сериозно ја разгледувавме оваа мерка и имавме еден сериозен прес од колегите кои работат во агробизнис секторот, кои се прилично навлезени во оваа тематика и ние очекувавме по-современ пристап на државата кон ова прашање. Наместо замрзнување на цените на производите, ние очекувавме замрзнување на маржите. Затоа што кога вие ќе ги замрзните цените, не можете да ги замрзните цените на влезните инпути како струја, цената на пченицата на светските берзи и така натаму, и сега ќе видиме во кој правец ќе се развива ситуацијата. Меѓутоа, ако енергентите и пченицата отидат до толку високо ниво да компаниите бидат нерентабилни и почнат да создаваат загуби, за очекување овој поим кој веќе вие го спомнавте, празни рафтови. Доколку дојде до негативни калкулации во моментот, ја не верувам дека ниједна компанија на светот смислено и намерно би создавала загуби. Така да, ако дојде до негативни калкулации, до таа мера влезните инпути се зголемат да бидат повисоки од излезната замрзната цена, за очекување ова што веќе го рековте. Колку енергетската криза удри врз бизнисот, кои се главните потреби во моментов на домашните компании? Енергетската криза во овој момент е во некоја можда почетна фаза, нели веќе месеци и нешто ја чувствуваме. Меѓутоа очекуваме особено по 1 јануар интензивно да резултира. Меѓутоа, знаете, за одреден производ, доколку се зголеми неговата цена 10 до 15%, некако е поднослива граница.
Меѓутоа, вакви зголемување во пати, на вистина, ние очекуваме тешки последици. Тука имаме надворешни фактори, нели, берзанските цени на струјата и имаме внатрешни фактори. Ние со години немаме инвестирано нити во заштеда на енергија, нити во обновливи извори на енергија и сега во овој момент почнуваме да ја плаќаме цената поради таа наша неактивност. Кои се вашите очекувања за 2022 година и кои се плановите на комората за подобрување на состојбите во целокупното стопанство? Генерално очекуваме да видиме како ќе се одвива енергетската криза. Првите месеци очекуваме на вистина да бидат тешки со оглед дека цените на енергентите ќе удрат прилично длабоко во сите сфери од функционирањето на компаниите. Меѓутоа очекуваме од почеток на летото, есента и така натаму можда да се смири и пандемијата и одредено заздравување и според оние проекции кои Народната банка нели ги прогнозира, можда да се вратиме на нивото од пред пандемијата и да почнеме одреден здрав раст, затоа што во овој момент од почетокот на пандемијата до денов денешен ние сме се уште во оној минусен дел од кој се случи поради пандемијата. Благодарам за интервјуто. Благодарам на прашањето.